Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. На Радио Слободна Македонија, добар ден. Јас сум Славица Арсова, уредник и водител на програмата која ќе ја следите во следниот еден час. Изборите во Македонија ќе се случат за точно 23 дена. Во понеделник официјално започнува изборната кампања, уште денеска Државната изборна комисија со жребка ќе ги утврди броевите под кои партиите ќе се надпреваруваат на 11 декември. Каква кампања не очекува, кои ќе бидат главните адути на политичките партии, научија ли нешто македонските лидери од кампањата и од изборите во САД? За ова денеска ќе разговарам со новинарот и член на Адхок телото кој редовно казнува дел од медиумите, мојот колега Цветен Чилиманов. Добре дојде во Пулт на Радио Слободна Македонија, Цветен. Добар ден, благодарам за поканата и се извинувам за тоа, јас гласам против. Цветен, темите кои што ги најавив, ќе ги дискутираме веднаш по музичкиот вовет. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија, како што најавив, разговарам со мојот колега, новинарот Цветен Чилиманов. Добре дојде во Пулт. И цензорот. И цензорот. Ова ти годи кога те викаат цензор? Не, апсолутно не. Значи, јас во таа комисија до сега неам предложено наказнување на ниту еден медиум и редовно гласам против и се обидувам на колегите кои што се предложени од СДСМ да им објаснам зошто таа комисија не смее да се злоупотребува на начин на кој што они го имаат замислено со партиски казни за медиуми што не им се допаѓаат, а потоа прогледување на прсти за исти видови на прекршоци за медиуми што им се допаѓаат. Значи, така се одвиваат дискусиите и нели, колку што можеме се обидуваме да ја минимизираме штетата што Адхок комисијата ја прави на по слободата за изразување на медиумите. Добро, Цветен, но ја губи поентата самата Адхок комисија, доколку цел време се казнувани едни медиуми, а горе-доле медиумската слика се чини дека секаде е исто, односно ако постојат одредени прекршувања некаде, постојат секаде всушност. Да, дефинитивно. Сликата е дефинитивно подобрена врз основа на тоа што се бараше од медиумите, да има повеќе прилози за различни партии на еден медиум. Тоа беше барањето, тоа се оствари и откако тоа се оствари, членовите предложени од СДСМ се уште бараат начини како да ги казнат телевизиите што им се трн во око, како Сител, Алфа, Нова, Канал 5, најчесто ја прескокнуваат, но очигледно и таа име на таргет. И еве секој 10 дена имаме мачна напорна дискусија со секојдневно редовно кршење на принципите поставени често пати на претходниот состанок веќе не важат за следниот, додека да речеме од наша страна се окажувани идентични забелешки во телевизии како Телма, 24 вести, често пати на МРТВ, понекогаш на Алсат, македонската програма и колегите кои што гласаат за казнување на една телевизија која што е нели нивен таргет, потоа не гласаат за казнување на друга телевизија. Тоа не им пречи, например, кога Телма го прави исто или 24 вести. И сам многу мина ги кажат, па зошто ВМРО ДПМН не бара казни? Затоа што ова е тешко нарушување на слободата на изразување за кое што ние не успеавме да најдеме еквивалентен пример или во САД, ниту во Британија, ниту било каде во Западна Европа. Значи треба да одиме до држави чии имиња завршуваат на стан, како Пакистан и Таџикистан, за да најдеме пример во кој што медиумите вака се третираат. И ние не можеме од политички опортунизам да бараме казнување на медиуми. Мислам, зошто би погазиле уставно загарантиран принцип како слобода на изразување, да се ги валкаме рацата, да бидеме прогласувани за цензори, да им се закануваме на колеги новинари, да им настапуваме како силиџи, да им вртиме телефони, да им праќаме пораки, да им викаме вака треба да известуваш, не онака, кога генерално нашите медиуми известуваат секој со својот агол на гледање на работите, генерално даваат една широка понуда на гледачите да може да одберат што сакаат да гледаат. Имаме плурализам и во сцената медиумска воопшто, а еве сега, значи, со инсистирањава, успеавме да воспоставиме до некаде плурализам и во рамките на еден медиум. Зошто да си ги валкаме рацете понатаму? Значи, СДСМ ги губи изборите и таа нервоза што ја чувствуваат, меѓу другото се гледа и во
притисокот кој што сакаат да го извршат на медиумите. Спомена дека вакви правила нема никаде. Последен пример се изборите во Соединетите Американски држави. Имаше можност и ти и јас имав можност да интервјуирам двајца еминентни новинари кои дојдоа таму. Тие велат за бродкаст медиумите, значи за телевизиите, за радијата, не постои никаква регулација кога станува збор за тоа што треба и како квалитативно да известуваат за една или друга политичка партија, за еден или друг субјект. Далеко од тоа дека некој може да им забрани да имаат одреден агол на гледање, односно да имаат одредена уредувачка политика. И покрај сето тоа, значи најголем дел од медиумите во САД ја поддржуваа Хилари Клинтон, па видовме каков беше исходот од изборите таму. Ама не имавме ние ситуација 98 сите медиуми го поддржуваа СДСМ. Ако работите се наредат против тебе, економски, политички, кандидатот ако не чини, значи тебе никаков медиум не може да те спаси. Значи, ние не е точна таа сцена, таа слика што СДСМ се обидува да ја представи во јавноста дека они се супер и дека имаат поддршка во јавноста, ама дека медиумите стојат како некаква брана и не им дозволуваат да се доискажат. Народот го чувствува тоа што го чувствува, го знае тоа што го знае и тебе не може да ти помогне сите медиуми да ги ставиш на твоја страна или сите да ги замолчиш и да ги казнеш. Народот пак ти се гласа како што си наумел. Нема тука помош. А точно, апсолутно е точно дека во САД огромно множество од медиумите се застанаа на страната на Хилари Клинтон и да речеме тоа согласно нивните закони апсолутно е дозволено. Никој не помисли, никој да предложи формирање на адхок комисија за цензурирање и балансирање на медиуми во САД, има на клоци да го дигнат, има да му се смеат сите. Значи никој нема да сериозно да го свати тој предлог. И не знам, дури дипломатскиот кор кој што почна да сваќа некои работи кој каде стои тука во Македонија и со односот кон медиумите и со злоупотребата на обвинителните институции гледаме денеска и со третманот со снимките, со навлегувањето во приватноста на луѓето, на политичарите, гледаме дека полека нели не разбираат, они разбираат секогаш, но и сега постепено гледаат што може да помине, а дека голем број од тие работи што мисла не може да поминат и нема да поминат. Така, го спомена и ти специјалното јавно обвинителство, тие денеска имаат во овој момент додека зборуваме пресконференција со работен наслов Таргет. Немавме време да погледнеме за што точно се работи, меѓутоа судејќи по она што Заев го најави во своето последно интервју за Фокус, би требало да се работи за истрага поврзана со прислушувањето, односно кој точно прислушувал, истрага која што ќе треба да го амнестира Зоран Заев и Зоран Верушевски од обвинувањето за пуч. Ке му помогне ли ова на Заев во кампања? Да, јасно е, Катица Ернева самата најави во тој интервју за Телма, не повеќе пати повтори. Јас сакам да имам рочиште во судница на кое што ќе има камери, веќе опишуваше сцената како од филм на Пери Мейсон, нели познатите адвокатски филмови во кои што би морал да присуствува и лидерот на ВМРО и ќе бидат тука и Заев и Верушевски и јасно беше дека таа во тој момент нели драматично би се свртала кон Верушевски, би кажала имам докази дека ти не си виновен, па ќе се сврти не знам кон клупата кај што седат представници на ВМРО ќе каже вие сте тие што прислушкувала. Мислам жената буквално ја опиша сцената која што сака да ја представи и сега на невидено. Во моментов немаме можност да го следиме пресуд кој што е во тек, но јасно е дека тоа е поентата. Значи сака да каже дека тоа што на сите има јасно дека откако нели Заев го прегрна Верушевски на митингот на 11 октомври пред сите јасно покажа дека се што зборуваше до сега, дека не го знае човекот, дека не биле во контакт, дека материјалите, снимањето, злоупотребата на службите е вршало ВМРО против СДСМ, а нема ни една снимка која што би укажала во таа насока, нели, не убедува 2 години дека ВМРО сами себе се прислушкувала, па ги оставиле тие материјали во службата веројатно на некој УСБ, па некој патриотски агент на УБК кој што бил згрозен од злоупотребите што ги врши ВМРО, ги земал тие снимки, ги однал, му ги дал на Верушевски и Верушевски исто така се згрозил од злоупотребата на службата за политички цели, му ги дал на Заев и така ете тргнале да ја спасуваат Македонија од полициската диктатура. Мислам, сите тие приказни паднаа во вода. Јасно е дека злоупотребата на службата била вршена од страна на СДСМ цело време, од страна на агенти лојални на нив. Ги гледаме кадрите околу СДСМ, гледаме дека во Кецот кандидираат полициски човек, Стево Пендаровски, гледаме кои моди на митинзи од Фрчковски, од Слободан Богоевски, кој што сега има нов Верушевски, нова, не знам, главна звезда кој што се знаел во Македонија и сега ќе ни открие и треба да му веруваме на збор.
Пивоварови, Виктори Димовски, се такви некои ликови Добро, сега и вадат. Маријан Ефремов од Зечевич вчера и го Маријан вклучија во Ефремов. кампања. Тоа е буквално партија која што е во канџите на тајната полиција или обратно. Тајната полиција нели има своја партија, со се Павле Трајанов, со се сите, че сите джандари, сите удбаши се собрани на една страна и ние сега треба да им веруваме на збор. Јасно е од каде доаѓаат злоупотребите на тајната служба, а Катица, каква што е смотана и компетентна и елоквентна, денеска ќе се обиде да не убеди дека сето тоа што сите го гледаме и го знаеме, дека не е точно. До моментот кога, не знам, она старо шпиунско, не знам, дувло, Иван Бабамовски упаднал две брати подолу од нас во обид да заплашува медиуми, значи целосно имаме ситуација во која СДСМ е денеска партија на тајната полиција и на УДБА. Ќе направиме една паралела повторно со САД. Таму се крена на вистина голема галама кога FBI отвори нова истрага за меловите на Хилари Клинтон непосредно пред изборите, односно на околу 10 дена пред денот на гласањето. Реакциите отидоа дотаму што дури шефот на кампањата на Хилари Клинтон го обвини првиот човек на FBI Джеймс Коми дека може и кривично да одговара затоа што со отворањето на истрага за Хилари Клинтон практично влијае на гласањето и влијае на она што ќе биде изборен резултат. Токав беше притисокот врз FBI што институцијава еден ден пред гласање мораше да ја затвори итно истрагата без при тоа да образложат дали успеа тие 600.000 или колку беа таму имел пораки пронајдени случајно во една друга истрага да ги проверат и да видат за што се работи. Во Македонија како да нема притисок врз специјалното јавно обвинителство да не влијае на изборниот резултат, туку напротив, гледаме дека нивните активности се зачестуваат или добиваат еден посилен интензитет со наближувањето на изборната кампања, а веројатно и во кампања. Па дефинитивно има двојни притисоци врз нив, доаѓаат од дипломатскиот кор, претпоставам и од СДСМ. СДСМ бара да испорачаат, од Катица бара да испорачаат што е можно повеќе материјал, што е можно подраматично тоа да го најави колку што може сиромашката во овој период до 11 декември. Додека точно, апсолутно имаше еден момент во кој што дипломатите кои што исто така силно ја поддржуваа Катица Јанева во отворање, во драматично представување на тие сознанија за некои случаи банални случаи, не знам, она води процес за организирање на протест во општина Центар, кој што, да речеме, нема десетинка од насилниот елемент кој што ги имаше било кој митинг на шарената револуција, што беше организиран точно во поддршка на Катица Јанева. Значи, ако збориме по скршени пенџериња и по, не знам, тропање по врати и по зидови, нели шарените во поддршка на Катица за малце ќе запалеа зграда во Центар, а не пак нели да скршат неколку прозори. Така да дипломатите ја поддржуваа Катица во почетокот, но во еден момент кога стана јасно дека имаат идентична приказна во Соединетите Американски држави, а богами им стана јасно и дека не е баш јасно кој ќе победи таму, дека не е толку загарантирана победата на Клинтон, одеднаш можевме да забележиме дека Катица ја снима. И тоа траеше неколку недели. И дојда сигнали од дипломатите дека еве нели овој циркус на некомпетентност, на помпезност во тенко истражени и слабо аргументирани истраги треба да престане, дека може би им прави повеќе штети на СДСМ во целата таа ситуација. За на крај сега да гледаме повторно да се појавува пред почеток на изборната кампања, така да очигледно притисокот е страшно голем врз неа и од страна на СДСМ. Таа драматична прес-конференција што таа замислуваше во судница да има, тоа извртување на фактите околу прислушкувањето, еве очигледно ќе се обиде денеска да не го представи. Со оглед на сето ова, еве ги споминавте и враќањето во живот на некои полициско, удбашки, подземни структури поврзани со политиката. Каква кампања навестува сето тоа? Во понеделник почнува официјално, на што се вели 20-21 ден кампања до изборите. Како еве како новинар, што очекуваш дека ќе бидат главните пораки кои ќе доаѓаат од едната и од другата страна? Не, јасно е тоа. Од страна на ВМРО, главната порака е отворање на нови работни места, политичка стабилност со цел да продолжи донесувањето во Македонија на големи индустријски капацитети, да се тие неколку региони што се уште не се покриени со, да речеме, еден крупен или два големи капацитети кои што ќе вработат по 2-3 илјади луѓе, па потоа околу нив да заживее економијата со уште 3-4 илјади луѓе, да се покријат и едноставно, нели, да
можеме сите ние малку да се одмориме и да здивнеме од целата оваа непотребно наметната политичка тензија, од која што ништо, ја би рекол, не дознавме ново или полезно за нашата држава. Од друга страна, од СДСМ, кога ќе следиме нивната траекторија, тие веќе има дигнато раце од тоа дека се партија која што може да победи на избори. Тие се убедуваат што можна повеќе штета да направат на победничката партија, да повлечат надоле, но не нудат нешто за што би гласало мнозинството граѓани кои што сепак имаат семејство, имаат никаков бизнес, работат некаде, генерално им е потребна стабилност. 2011-та СДСМ главно оружје им беше Wikileaks, неколку дена пред избори, најда неколку снимки, па го бриша името на Виолета Дума од него, па сака да го представат како објективна оценка на американската амбасада, а не на една нивна судика. 2014-та вадеа снимки, гледаме се од 2015-та само тоа го прават. На крајве најавуваат дека од партија која што трачари за криминали, сега ќе стане партија која што трачари и оговара за сексуални и љубовни врски. И тоа е веќе си имаат претворено во вест во најлошите денови, или не знам, М-експрес, или како се викаше, не знам кое беше тоа списание. И тоа веќе не е сериозна партија која што сериозно би се надпреварувала на ниво на цела Македонија. Може да направи ке некои граѓани да им се згади противничката партија, но може сигурно прави ке сите граѓани самите они да им се згадат, бидејќи кој сака да ти гласа за Малска, алапача и оговарача која што вика, не знам, за комшиите и комшиките зборува, самата дома, нели, да ја подкренеш под килимот да видиш што се крие таму, ќе паднеш во несвест. Така да има можеби вистини во тоа дека се надпреваруваат да бидат незаменлива партија втора партија во коалицијата на местото на ДУИ, значи дека веќе се помириле со фактот дека не се партија која што претендира да победи, но еве може да бидат партија која што би го истиснала ДУИ, тие да бидат представници на етничките албанци кои што би требало да бидат во коалиција. Колку ќе се игра на оваа етничка карта, бидејќи видовме вчера дека лидерот на СДСМ во своите настапи во диаспората покрај оние дома го форсира тоа прашање на можна федерализација, давање на далеку поголеми права на етничките албанци во земјава, колку тоа ќе биде една од носичките теми во следните 20 дена. Проблем дури од безбедносни причини, меѓу другото затоа што на пример гледаме дека МВР не реагира во ситуации кога има да речеме така полунасилни протести против ДУИ во некоја албанска изборна единица, нели во албанско село, кога одат да настапуваат, МВР под контрола на Оливер Спасовски, тоа го толерира во поддршка на, да речеме, нивниот кандидат Мухамед Закири. Гледаме дека објавувањето на снимките за членови на ДУИ од СДСМ ги вжештува навистина односите до закани со пресметки. Имавме едно пукање за кое што се уште треба да утврдиме како виден, гласен, агресивен поддржувач на СДСМ беше пронеден, изрешетен во превртен автомобил. Тие работи можат лесно да завршат со физичка пресметка. Значи, овој пат по кој што е трнат СДСМ, начинот на кој што ги бара албанските гласови, изборот на Мухамед Закири, кој што е навистина еден контроверзен лик со неговите ставови за носител на таа идеја, дефинитивно ги води на линија на судир со ДУИ, а да речеме такви елементи можеше да се каже дека имаше во Куманова, или реки ги политичките барања на групата која што се обиде да превземе дел од Куманова и да испорача политички барања. Значи тоа беше меѓу другото удар и на позицијата на ДУИ, како и на Македонија, на што одговорот, нели, не можеме да го процениме каков ќе биде, но и тука да речеме се случи еден чуден момент во кој што пак СДСМ не предложи пак албанци на листите. Ева, ако сакаат да бидат и албанска партија, во ред, тоа е легитимен став, но има двајца од, да речеме, 35 луѓе до 40, кои што може да очекуваат да влезат. Двајца се албанци, од кои што една, да речеме, била кандидатка претходно на Нова демократија, не била идентификувана, да речеме, со она што ние би го сметале албанска политика. Значи, реално сега Закири иде во села, бара гласови на албанците, да изберат пратеници кои што се етнички македонци. Како би изгледало тоа? Како да речеме после тоа СДСМ ќе кажеме, знаете, ние ги добивме гласовите на албанците и влеговме во парламент, добро, окей. Ева, може да кажат добивме повеќе гласови од албанците отколку од ДУИ. СДСМ секако ќе има повеќе гласови вкупно од ДУИ и може да каже на пример дека во двојката, во кецот, во петката
има повеќе гласови од други, дека меѓу нив има измешани албанци, дека се да речеме они втората албанска партија, но одговорот ќе биде окей, каде ви се албанците во парламент тогаш? Нели? Цветин, што оваа dimenzија како дилема на листите на СДСМ недостасуваш. Па да, не знам дали сега некој многу аспекти се отворија на етнички македонец пратеник од СДСМ, не знам, можеби ќе каже ќе бара да влезе во Бадентеровата, нели во комисијата да гласа во Бадентеровото мнозинство бидејќи го гласале етнички албанци. Тоа, нели, теоретски е можно, во пракса не знам ќе биде забавно да се гледа. Активен си на социјалните мрежи, еве ги спомена листите на СДСМ, каква е атмосферата во изминатите денови, каква е наклонетоста, да речам, на корисниците на социјалните мрежи по објавувањето на листите на партиите? Па имаш една ситуација за мене неразбирлива, значи јас очекував, нели, елемент на листите на СДСМ, негови лојални луѓе, кои што никој не ги знае во Македонија, но кои што му се потребни утре во Централниот комитет после изборниот пораз да каже дека, нели, да гласаат за него, да остане лидер, бидејќи, нели, што ќе прави ако после поразот некоја друга фракција ќе му го одземе раководството во партијата, но се очекуваше да има повеќе ликови од социјалните мрежи, мислам Владко Васил го нема на листа, човекот колку твиташе сиромашкиот за СДСМ, се не го ставија на листа. За сите што твитаат ли треба на листа? Да. Ама немаше никој, на крај. Нема толку места во парламент. Цел Твитер го изигнорира, толку сиромашкиве се надеваат дека се важни и значајни, имаат по 50 лајка, фейворита, не знам колку ретвита. И пак ништо. Ево, очигледно се покажа дека тежината на социјалните мрежи во конвенционалната политика е мала. Почна јадење меѓу себе, трвење меѓу себе, некој се очигледно се гледаше дека се длабоко депримирани што не се на листа, како не знам, ѓаволот, Демјан, како се вика. Павле Богоевски па надвор од себе, нели, детенцето се радува дека он е влегол на листа и почна да ги напаѓаат кандидативе кои што имаат, значи тоа е карактеристично за Твитер, социјалните мрежи во целина, тоа е глутница волци кој што секој малку што има девијација од ортодоксното размислување, веднаш му се нафрлаат и најдоа кандидати кои што не знам немаат 100% идентичен став со СДСМ по прашањето на абортусот, веднаш да ги избркаме од кандидатска листа, да ги елиминираме, иако имаат минат труд за кој што може да сонува некој вчера што се родил и пишува некои кратки пореки на некоја социјална мрежа. Да речеме, имавме ситуација, некои ликови кои што имаат таков став за абортусот да се забрани ги напаѓаат, други, например, е повторно како Зекири, го не им пречи. Така да, буквално е... Да, не сме го слушнале ставот на Зекири, го предпоставуваме дека не би требало може да биде поразличен. Може да каков е. И ќе видиме сега и за кампањата за... што очигледно ја почнуваат против правата на ЛГБТ заедницата, така да... Ајде, баш да видиме. Да, тоа од вчера, навистина... Забавна коалиција се, многу интересна коалиција. Значи, во иста коалиција имате оние што на зафрканција ги викаат феминацистки, крајно отворени кон правата на жените, нели, поддршка на правото на абортус, поддршка на хомосексуалците и од друга страна имате луѓе кои што, баш сакам да ги чујам како заедно, како изгледа седница на комисијата за родова еднаквост на СДСМ меѓу, не знам, Лидија Димова и Мухамед Зекири како разговараат. Баш би ме интересирало како тој диалог тече. За влијанието на социјалните мрежи имаше шеги во навистина влијателни американски медиуми во поглед на она што успеале да го направат тинејџерите од Македонија, односно од Велес, за кампањата на Трамп, пласирајќи лажни вести против Хилари Клинтон во поддршка на Доналд Трамп, а дури и Марк Цукерберг беше прозван да одговори каква е неговата одговорност како сопственик на Facebook за тоа што се направил еден пресврт врз основа на лажни вести, кои што денот пред гласањето го надминале бројот на вистински вести на Facebook и на другите социјални мрежи. Што, кои се деца во Велес што го направи? Можно ли да го повторат сценарио во Македонија? Не, јас колку што сваќам, добро, види, ние имаме веќе медиуми кои што објавуваат лажни вести комплетно и спинуваат, мислам тоа се подразбира, не требаат уште и тие да се ангажираат. И мислам дека граѓаните кај нас имаат детектор да препознаат што е, како е, што држи вода, што не држи, но ова е феноменална приказна, мислам. Ова е онака да се расположиш и да побараш да ги најдеш дечкиве кај се да ги частиш пиво, мислам, стварно е... Не верам дека се идеолошки мотивирани, значи има групи кои што го поддржуваат Трамп од идеолошки потреби, причини и цели, но мислам дека ова се сајтови кои што едноставно следат таму каде одат кликовите, иако не знам, денеска е нешто, некоја тема за
не знам, нека авионска несреќа или ако биде некој спортист, нешто што направил, нека пејачка се скарала со дечкото, мислам дека они би генерирале такви вести за било што во моментот е актуелно. Во моментот е актуелен на Трамп, луѓето се тргнале таму, генерирале приказни дека Опра Винфри сака сите белци да бидат убиени, имало нека приказна, не знам, што све не, они тоа ќе го билуваат. Да, имаш и за Хилари Клинтон, нешто такво. Да, го постираат. Знаеш што, мене ми е интересно што USAID, американската амбасада, со години наназад потроши милиони, тешки милиони, преку проекти кои што ги даваат, не знам, на Алсат, на Нова порталот, на Плюс Инфо, на Метаморфозис, организацијата која што потоа храни стотици твитерџи, фейсбукаџи, не знам, порталчиња, Либертаси, не знам, кого се не. На Телма ги даваат, на печатени медиуми, значи ги наполнија со пари луѓево, се во обид да се сврте јавноста во Македонија, да се генерира политичка криза, да се подржи СДСМ и да речеме да дојде некој веројатно се мотивирани од тоа лева опција да е на власт во Македонија, можеби спорот зимето, можеби односите меѓуетнички да се редефинираат. Понатаму и гледаме дека тој ефектот е нула, дополнително нели политичката поддршка што ја дадаа за користење на тие материјали да може Заев да ги објавува јавно во Македонија, мешан за тоа политичка поддршка од американската амбасада, нели, чадорот како што ги нарекувавме, да не заврши како Сноуден или како Асанж. Значи материјалите што излегува за Хилари Клинтон излегуваа во јавноста, не излегуваа од човек што живее во подрум во амбасадата на Еквадор и не сме 3 години нема на сонце излезено надвор и од Сноуден кој што мораше во Москва да бега, не некој што може да се шета со Верушевски во центар на Скопје. Тоа добија политичка поддршка. И гледаме ефектот од тоа име нула, и гледаме анкетите кои се, го гледаме однесувањето на СДСМ кој што не укажува на тоа дека имаат било какви шанси да победат. Јасно е дека тој проект во кој што американската амбасада беше ангажирана не успеа. И потоа имаш 10 деца од Велес од гимназија, дали се на факултет воопшто седнуваат, и они почнуваат кампања за ич пари, уште и заработуваат пари од кликови, од реклами, и прават, еве сега очигледно, сите се согласни, некаков импакт ја напаѓаат Хилари Клинтон и успеваат да ја повлечат надолу колку, нели, никој не може да знае, но очигледно даваат признание дека имала влијание, значи. Но ги нема да излезат во јавност, иако стекнаа светска слава само како момчиња од тинејџери од Велес. Не, јас собедов вчера имало доаѓаат странски новинари, ги бараат, ги малтретираат, доаѓаат екипи, ама. Но што се плашат, можна некаква одговорност? Па не знам, не верувам законски. Знаеш, кој имаше кажано тоа, никој никогаш не изгубил пари кладејќи се на глупоста на американските граѓани. Тој како поговорка, значи децава си правела контент кој што не верам нека го измислиле, веројатно го препишали они од некој сајт и го прошириле, се не се они должни да проверат дали е точно за да го објават. Така да не верувам дека, мислам, ако имаме строг закон за знаеш, дури денес излезе една организација поддржана од Сорос со принципијален став дека луѓе ние не можеме сега да казнуваме медиуми за лажни вести, да формираме државно тело кое што би проверувало дали веста е точна или не. Знаеш, тука навистина би имале сега не е проблем да бараме да се забрани медиум кој што објави лажна вест. Ти објаваш став на некого, може да се случи нели нека водачка телевизија, печатен вестник, озбилен сајт да објави информација за која што мисли дека е точна, потоа да испадне дека не е точна. Добро, имало такви кромит вести не еднаш. Они можат да седнат, добиват извинување, да кажат, упс, извинете, ние после, нели, согласно нашите уредувачки стандарди утврдивме дека Опра Винфри не рекла дека треба да се убијат сите бели граѓани на Америка, се извинуваме ако некој го излажавме. Знаеш, може да го објават тоа денеска на тие лажни сајтови каде што го правела. Не гледам навистина по кој основ кривично би одговарала, мислам навистина би била. Но нема основни порталите да одговараат за прекршување на изборниот законник, бидејќи самата комисија, агенција за медиуми се прогласи за ненадлежно, односно рече дека нема можност да ги мониторира. Вчера гледаме барање од Социјалдемократскиот сојуз да сите медиуми, вклучително интернет порталите, бидат казнати за предизборното известување. Како ќе се постави адхок телото во поглед на ова? Па ќе видиме утре, значи ние јасно беше дека ова ќе се случи, бидејќи во законот се ставени порталите. Агенцијата има некаков став дека порталите не представуваат, не се регистрирани се уште, нема регистар, некој не се јасно
не се знае собственикот кој е, но нема став дека законот нема да го спроведува. Туку вели други институции да направат регистар, па може да го спроведеме. Ние добиваме извештаи во кои што порталите не се мониторираат. Представки добиваме од граѓани, ама реално само СДСМ ни преке представки од еден лажен мејл сиромашкива. Не знаат дури ни на фейловите што не ги прекеат да го избришат тоа дека пишува дека се направени на компјутер регистриран на СДСМ, па пишува божем граѓани ни преке представки, кликнеш нели на файл properties пишува изработен од СДСМ комуникацијски центар, нема врска. Немаме добиена реална представка од граѓанин за портал. И еве сега прв пат имаме од политичка партија која што се спомнува не точно кои портали, не кажува точно на што име забелишката, претпоставам на настапите на политичари во овој еден меѓу период во кој што не би требало по некоја толкување на закона да излегуваат луѓе што се на кандидатски листи, излегуваат и од СДСМ луѓе. И не ги има во јавност. Ама еве, има некоја забелешка, но навистина прв пат еве да речеме СДСМ ги спомнува порталите. И не што, ние го казнуваме Сител, ја казнуваме Алфа и Нова. Колеги од други телевизии кои што се проопозицијски се свиркаат и мислат дека добре, нема да заигра мечкати на наша врата, ова нема да ни се случи, овие до сега беа принципиални луѓе од ВМРО адхок телото, не бараат казнувања. Океј, ние ќе го кршиме законот, ама веројатно нема да не фатат. Имаше објавување дури на партиски реклами на Телма и Налсат, пуштени од Фондацијата Отворено општество. Да, тежок прекршок на закон. видов тоа. Тежок прекршок на закон. Ние ги поминувме, ајде, тука се повлекоа брзо и на кого прекршија законот, брутално и нели, тоа нели, телевизијата, но и вината во голема мерка и на Фондацијата на Сорос. И така имаме телевизии кои што се свиркаат, кои што не се заинтересирани во ова казнување на медиуми, имаме печатени медиуми кои што се свиркаат, се викаат ајде ова ние не сме законот, ова нема да важи. Имаме луѓе што се на портали кои што викаат супер нека ги казнат, нели Сител кој ги врти, ние сме заштитени иако се влезени во закон. Има луѓе кои што на Твитер и на Фејсбук работат и земаат пари за тоа. Значи ние дефиниција на портал што пренесува вести може да биде прилично широка. Значи ние имаме луѓе кои што објавуваат информации на Твитер кои што земаат наплаќаат пари за тоа. Што е дефиниција на електронски медиум? Мислам дека така е напишано во законот. Да, електронски медиум. Ако додека во филата ние немаме солидарност принципиална за овие неколку телевизии што до сега исклучува се казнуваат, да ги поддржиме сите заедно. Никој не треба да биде изненаден утре ако некој друг состав на оваа комисија со други луѓе кои што можеби нема да бидат како мене поддржувачи на правото на слободен изразување, туку ќе речат добро, вие кога се казнуваше Сител, вие гледавте СЕИР, ама и ти имаш портал, ама и ти имаш телевизија, и ти имаш радио, и ти објаваш глупости, и ти го кршиш законот, и ти објаваш реклами на Сорос кога не треба. Сега да го применуваме законот еднакво за сите. Се нема да заврши ова со откоктелото на ден на избори. Кога се случило државна комисија да заврши со низината дејност, како што било предвидено да престане да работи? Превремена државна комисија да навистина да остане превремена. Не е јасно, че кога веќе имаш... Кога имаш со оглед на тенденцијата на казнување само на едни медиуми кои што имавте до сега. Независно кого поддржуваш. Да, тоа дефинитивно дека ние сме тело за надзор на работата на Сител. Само ништо друго. Доколку ние како новинари молчиме кога на партиите им е дадена власт моќ да користат регулаторно тело да не замолчуваат, независно ако не ти се свиѓа тебе новинарот кого моментално го напаѓаат. Ако ние молчиме, еднаш дадена власт противуставно на државата, на регулаторно тело, многу тешко потоа се враќа назад и многу тешко потоа ние овој дух ќе го набиеме назад во шишата. Значи потоа овој закон ваков вид на нели зомби комисии може да се формираат и за портали, и за социјални мрежи, и за печатени медиуми, и може било кој да баре утре повторно да се воскреснува тело и да се злоупотребува против било кога. Така да ние на овие избори дадовме дел од нашите права, уставно загарантирани права на слободно изразување. Значи ние новинарите ни мораме да покажеме некој вид на солидарност за да не дозволиме тоа, нели, тоа го направивме во интерес на аман да го кандисаме
овој од Муртино да излезе на избори за да да завршиме кризава. Значи беше виша сила, иако да речеме морам да признам дека ВМРО принципиелно одбиваше долго време изборите, 2 пати беа одложувани меѓу другото и поради ова, бидејќи немаше согласност за медиумите. Така да мислам дека се покажа принципи од дел од партиите и од дел од медиумите. Но мене ми е несветлив овој дел од медиумите кои што се викаат супер, дајте им вие нека се формира вакво тело, утре нема нас да не рекетираат, други ќе ги рекетираат. Не, утре ќе ви дојдат и вас на врата ќе ви трупнат. Мислам, тоа мора да им биде јасно на колегите новинари, дека ние сега, колку и да не се сакаме меѓу себе преку политички и идеолошки линии, заедничкиот интерес ни е да го браниме делот на уставот кој што ни гарантира слободно да се изразуваме и слободно да кажуваме што мислиме. Цветен Чилиманов во пулт, ти благодарам многу за денешното гостување. Благодарам за поканата. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Почитувани слушатели, тука го затвараме ова издание на Пулт на Радио Слободна Македонија. Во целост денешното интервју со Цветен Чилиманов може да го погледнете на rsm.mk, како и на нашите профили на социјалните мрежи. Ви благодарам за вашето внимание. Останете со Радио Слободна Македонија. Пријатно. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.